Со 40 милиони евра, државата ќе ја спасува животната средина и ќе се обиде да го намали влијанието од климатските промени. Најголем проблем во сите општини во Македонија се дивите депонии и отпадните води, кои директно влијаат врз загадувањето на почвата и на воздухот. Токму и поради ова, најголем дел од парите ќе бидат насочени конкретно на овие две приоритетни прашања. Ние во нашата држава треба да се определиме кон похрабри и попрецизни чекори во решавање на проблемите од животната средина и животната околина. Ние сме држава и треба тоа да го споделиме и јасно да го кажеме, во која што само 18% од населението има пристап до канализациони системи. За каква екологија и за каква заштита на животна средина ние зборуваме? Во насока на заштита на животната средина и регулирањето на отпадот, источниот и североисточниот регион се во процедура за отворање на заедничка регионална депонија. Значи не станува збор само за регионална депонија, тоа е еден целосен систем, интегриран систем за управување со отпад, кој вклучува во себе повеќе составни делови, значи тоа вклучува фабрика за механичко-биолошки третман, пречистителна станица за отпадни води, место каде ќе се компостира зелениот отпад и дури на крајот доаѓа регионалната депонија каде што ќе се депонира помалку од 10% отпад, односно остатокот од се она после обработка, рециклирање и селектирање. Дополнително, Швајцарската конфедерација инвестира неколку милиони франци во решавање на проблемот со третман на отпадните води. Најголемата пречистителна станица со швајцарска поддршка се гради во Кочани. Се очекува во иднина овој објект да добие регионален карактер со можноста за прибивање и прочистување на отпадните води и од Виница.